Кавгите меѓу сопружниците не завршуваат само со навреди, шамари и кубење на коси. Често нетрпението завршува со видливи повреди кај жртвите на насилство. Ова го потврдува и праксата на оние кои работат со нив. Најчести кривични дела се физичките повреди при вршење на семејно насилство, многу ретко тешки. Посегнуваат да прават закани со огнено оружје, со пиштоли, со ловички пушки, со ножеви, мошне често си занесуваат повреди. Во Штипи Делчево жени употребија нож, едната го прободе мажот во пределот на главата, другата во градите. Во Свети Николско Богословец семејна расправија заврши со пукање. Нашето искуство говори дека се работи за различни психолошки, психопатолошки особини и кај насилникот и кај жртвата и кај двајцата. Најчесто тоа е слабата контрола, неразвиеното его, фрустрациите и виктимизациите во детството, мазохизмот кај жената. Исто така злоупотреба на алкохолот, што го предизвикува насилството. СВР Штип само во првото полугодие годинава бележи 17 случаи на семејно насилство, а дури 92 поплаки. Најчесто случаите се процесуираат, но ретко кои имаат судска разврска. Проблемите во брачната заедница треба навреме да се детектираат и надминат, зашто постојат брачни советувалишта во центрите за социјални работи. Праксата покажува дека насилството се пријавува откако тоа ќе се случи.